Група од 30 на млади луѓе од различни земји вчера беа во посета на црквата Свети Кирил и Методи во Тетово, каде што се запознаа со вредностите што ги шири христијанството. Нивната посета на Тетово е во рамки на меѓународниот проект на Еразмус Плюс програмата, насловен како Се за љубов. Преку овој проект застапено е учењето за различните култури, традиции и обичаи, а се со цел луѓето да бидат посплотени, да нема дискриминација и да се почитуваат различностите. Наша организација и нашите волонтери работат, особено оваа програма Еразмус Плюс, доста е фокусирана на учење за различните култури. Мислам, и тоа е нормално кога ќе дојдат различни луѓе од различни земји, нормално е да учат едни од други за начинот на однесување, за начинот на живење, начинот на работење. Самото тоа што се заедно 8 дена и живеат заедно, конкретно тука на Попова шапка, им е начин учење и запознавање со самите себе, запознавање на од каде доаѓаат и како функционираат. Учесниците во овој проект се воодушевени од природата на нашата земја, храната и гостопримливоста на македонскиот народ. За мене е многу интересно да бидам овде, не ми е прв пат во Македонија, но прв пат сум во Тетово. Ми се допадна Попова шапка, бидејќи таму престојуваме. Сакам да скијам, така што би се вратил тука повторно во зима. Навистина уживам тука, луѓето се навистина прекрасни. Тука сум прв пат и не очекував луѓето тука да бидат толку гостопримливи како италијанците, бидејќи јас сум од Италија. Еразмус Плюс е програма која што придонесува за развојот на заедницата како општество, засновано на напредно знаење, содржлив економски развој, повеќе и подобри работни места и поголема социјална кохезија, истовремено обезбедувајќи заштита на средината за идните генерации, а особено размена, соработка и мобилност во областа на образованието.